Добро почитувани. Срамно и недостоинствено и на веќе познат начин, Зоран Заев повторно го гази собранието за со подкупи, уцени и закани да се обиде да остане на власт. За жал, се повторува сценариото со притисоци врз пратеници, овој пат подпишани на иницијативата за изгласување недоверба на актуелната влада. Информациите велат дека тие притисоци се интензивни и дека Зоран Заев и неговите пулени не штедат ниту во злоупотребите, ниту во непристојните понуди. Зоран Заев, почитувани, не знае поинаку, тоа веќе беше видено во собранието, а со тој начин на режимско делување го видовме и сведочевме и за време на изборниот процес. Но веруваме и дека, како што граѓаните се одважија и на изборите го испратија Зоран Заев и СДСМ во историјата, така и подписниците на иницијативата за гласање недоверба на власта ќе се одважат да се издигнат над непристојните предлози и над заканите, затоа што за нив, како опозицијски пратеници, ништо не е поважно од јасно изразената волја на гласачите. Впрочем, на лагите на Зоран Заев повеќе никој не верува. Како опозиција ги регистрираме и собираме ваквите наводи, докази, сите непристојни предлози од Заев и неговата свита во заминување, сите злоупотреби на функции и институции правени само и само Зоран Заев да не се соочи со волјата на граѓаните. Како партија и како коалиција за рушење на оваа власт, веруваме во честноста на подписниците на иницијативата и во нивниот јасно изразен став дека актуелната власт не може да се справи со кризите кои што таа самата ги предизвика. Никој од подписниците на листата од новото мнозинство во парламентот не верува дека власта предводена од СДСМ треба да остане на чело на државата. Впрочем, повеќе не се работи само за политика, туку се работи за решавање на надоаѓачки страшни кризи. Зоран Заев е изворот на тие кризи, а не е решение пред кризите и наспроти притисоците. Тоа ќе биде одлучувачкиот мотив на гласањето во четврток. Ви благодарам. Повелете со прашање на колку имате. Јас ќе одам прашање по прашање. Дали се уште стоите на ставот дека го имате новото парламентарно мнозинство и дали сте сигурни дека на седницата за гласање на доверба на влада сите тие подписници кои што ги прикажавте пред некој ден ќе гласаат нели за уривање на оваа влада? Токму на списокот за поднесувањето на иницијативата за гласање недоверба на актуелната власт стојат 61 подпис на 61 пратеник со нивна јасно изразена волја и став дека власта на Зоран Заев, СДСМ и ДУИ не може да биде одговор на кризата во која што е бутна Македонија. Така што, апсолутно повеќе од тоа и нема доказ за едно мнозинство кое што стои таму. Сепак, ќе повторам, прашањето и мотивот во четврток треба да биде дали ќе продолжи криминалот и корупцијата, владењето на Зоран Заев, СДСМ и ДУИ со криминал и корупција, или заеднички ќе се избориме за нашата заедничка татковина. Тоа ќе биде главниот мотив. Меѓутоа вчера Скендер Джепи од Алтернатива, како да го потврди неговиот став дека се повлекува, вели дека ВМРО ДПМН практично на нивен грб ги добило изборите, представувајќи се како едно поинакво ВМРО ДПМН, и дека всушност со коалицијата со ВМРО ДПМН тие изгубиле 270.000 гласови и дека тоа треба да се преиспита. Главниот мотив за гласањето во четврток пред секој пратеник во македонскиот парламент е одлуката дали смета дека Македонија треба да продолжи со криминал и корупција или треба заеднички да се избориме за решавање на проблемите во Република Македонија. Уште едно прашање. Денеска доцна попладнево има седница на извршниот и потоа на Централниот одбор на СДСМ. Што очекувате? За одлуките на партијата во моментот во заминување од власта СДСМ нема да коментирам, не е моја работа да коментирам ничии одлуки партиски кои што се вон ВМРО ДПМН, но она што би требало да го очекува секој еден во Македонија е Зоран Заев да остане на зборот,
да си ја поднесе својата оставка во партијата, да си најде решение како ќе оди партијата понатаму, но и да ја депонира оставката до парламентот, онака како што вети пред 9 дена. Ви благодарам.